Јас за ова моје кратко излагање ќе се држам до струката, не до политиката, акцентирајќи ги проблемите со кои што ние и вие во исто време се соочуваме, бидејќи јас мојата комисија со која председавам како единствена уставно предвидена комисија, како што каже и председателката, и вашата комисија ги перцепирам како сиемски близнаци. Имено делуваат чудно, а во суштина симпатично, но неефикасно. Зошто? Баш поради тој soft power кој што го имаме. И да бидеме иронични, не е баш толку soft power, бидејќи не заборавајте еден поранешен премиер, токму поради одлука на оваа комисија доби азил во земја членка на Европска унија. Тоа значи дека некогаш и soft powerот е прилично хард. Она што се сеќавам како тогашни законотворци во прв мандат со председателката, го гласавме овој закон и баш конверзиравме на паузата дека воведува многу стари институти, познати уште од римското право кое го предава, но тоа е акцио популарис, или кога било кој од народот без легитимен правен интерес да го докажува, може да се најде во улога на тужител за заштита на друг правен интерес, и ова амикус куриаи, кој е нов феномен во нашата правна и политичка култура и кој што е за поздрав. Но кога сме веќе кај римјаните, еден познат римјанин Тацит велеше: корруптисима республика плуримаа легес. Не знаеш ли дали има корупција, преброите ги законите на државата. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Она е што ние во правото го викаме судир на надлежности, во случајов позитивен судир, кога многу органи се прогласуваат за надлежни и во суштина онаа народната колку повеќе бабици детето килаво. Значи, во нашата правна рамка имате, тргнувајќи од уставот кој што предвидува некоја си квази уставна тужба токму за правото за дискриминација, тргнувајќи потоа и од уставот и од законот за народен правобранител, каде што ви се испреплетуваат надлежностите, па таму има посебно оделение, па вие со лекс специјалис, па потоа има судска надлежност и чудно граѓанските судови се уште не се обучени и ги враќаат тужбите, дури и тужби за оштета не сакаат да судат. И доаѓаме до кривичниот законник кој што стипулира расна и друга дискриминација и ширење на расистички ксенофобичен материјал во 2 члена. И од тука имате 4-5 закони плюс уставот кои што регулираат материја која што е во суштина специјална. И ако веќе сме одбрале да бидете вие, тогаш бидете вие. Тоа е многу поедноставен пристап отколку вака. Затоа што имате ин пракси ситуации кога вие досудувате, тоест одлучувате дека има дури и потежок облик на дискриминација, но Уставниот суд вели нема дискриминација. Или омбудсманот, или обвинителството ќе рече нема. И тогаш имате два спротивставени пристапи. Тоа е во врска со вашата работа, ај сега да ја видиме нашата работа од аспект на пратеници. Мислам дека и покрај уставниот статус, кој што го имаме како постојана анкетна комисија, ние сме нематично работно тело, што е застрашувачки според мене. Значи, чудно е, еве, тоа му го предочив и на спикерот Гаши, и ќе барам и посебна средба за стручно да му образложам каде е проблемот. Значи, чудно е како омбудсман извештај кој е апла за човекови права и така стои, се праќа на комисија за политички систем, а не на постојана анкетна комисија која има уставен статус, ме разбирате. Или други извештаи, например, Бирото за застапување пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург, или Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер, Агенцијата за заштита на лични податоци. Значи, сите тие опфаќаат аспекти од човековите права и нормално е нивните извештаи да доаѓаат во постојаната анкетна комисија, која патем речено е уставно предвидена и има највисок статус, има и најголем број членови, 15, за разлика од сите други. Од друга страна, јас како чермен на оваа комисија се осеќам како, знаете, како диригент без оркестар. Зошто? Затоа што спротивно можеби и на компаративното уставно право, ние немаме таква политичка култура да опозицијата има мнозинство. И се случувало, и се случува, јас се запрепастив кога поранешниот председател ми кажа дека лани е прв пат извештајот да се разгледува на Собраниска комисија во време на нашиот мандат, како втор мандат. А иако комисијата постои од 2020 година, значи 4 години не се разгледал ниту еден извештај нивен во собрание. Значи, таму
има политичка, па ако сакате и уставни обичаи, каде што опозицијата ги води постојаните анкетни комисии баш поради нивните квази истражни функции, но во случајов не е така. Значи може да се случи да закажам комисија, мнозинството да не дојде и вие немате кворум за работа. А баш кај што имаме ситуација каде што и по 3 години сме викале функционери на испрашување и тие не ни доаѓале. Не може да се случи во една уставна либерална демократија да не дојде функционер на покана на парламент. Дури треба да размислиме ние како законодавци тоа да го инкриминираме. Не може да се случи во Конгресот на Америка да не им дојде. Гледате како доаѓаат на пеење буквално. Значи ние имаме ситуација кај што функционери буквално со еден допис не можам да дојдам, нас не ни доаѓаат на никакви иследувања, испрашувања и слично. Значи проблемите се многу. Јас тука би сумирал, постои bona fide пристап и кај се надевам и кај председателот на собранието и кај мене како тело кое што ја разгледува, го разгледува вашиот извештај за подобрување на односите и мислам дека ние како нова генерација пратеници ќе воспоставиме една нова политичка култура во делувањето и го имате нашиот bona fide пристап. Ви благодарам на вниманието.